гледачи, 20 часот, четврток, време е за емисијата Бизнис Лаб на ТВ канал ВС. Велат времето е пари, но исто така велат дека и занаетот е златна ракавица. Кога тие две работи ќе се спојат заедно, може би доаѓаме до равенката, чиј што резултат е саатчиство или часовникарство. Старите занаети полека изумираат, но тоа не значи дека се уште не се популарни. Екипата на ТВ канал ВИС беше во работилницата на Митко Трендов, саатчија од Струмица, кој 40 години ја работи оваа професија. Вели дека струмичани повторно се вратија на часовниците, но сепак интересот кај младите за изучување на овој прецизен и точен занает е многу мал. Еве провокација повеќе за сите вас кои што може би сакате или мислите каде и како да го насочите своето знаење и внимание, дека и старите занаети се оние кои што може да ви донесат екзистенција. Токму така, почитувани во ова издание на Бизнис Лаб, ќе се обратиме на старите занаети и бизнисот. Екипата на Бизнис Лаб се наоѓа во дуќанот на мајстор Митко Трендов. Ке поразговараме малку околу потенцијалот на овој занает и колку е тој интересен за генерациите кои доаѓаат. Добре дојдовте во нашата емисија. Добре најдов. Има ли потенцијал за овој занает да се развива, за да може да стане атрактивен за итни мајстори на овој занает кои што може да прават семеен бизнис и да се развиваат? Добар ден, преди се да се представам, јас сум мајстор Трендов Митко. Од Струмица за нечие скоро 40 години веќе, со стаж, работам интензивно за занаетот. Нашиот занает е интересен, нашиот занает е прекрасен. За занаетот дали има перспектива? Нашиот занает да. Сега е во најголема експанзија. Сега е он мода, сега е имидж, сега е педантност, сега е точност. Ако има телефони. Имаме луѓето си го саат си сакат да носат на рака. Имаме брендови. Имаме бижутерија кои се усогласуват со саати. И сето тоа придонесува да нашиот занает се уште не изумира. Само дали времето се носи своето да нема подмладок, нема млади заинтересирани за било кој занает, па и шивач да речеме. Сигурно некој шивач ќе живее од кратење, ако индустријата се работи. Има си потреба, од се си има потреба, ако не викаме така. Каде го научивте вие вашиот занает? Струмица. Имав еден прекрасен мајстор, со многу внимание ни обраќаше и ние го доста научивме. Од меканички саат до електроника. И така да, а он има и сега и свој син занает, и внук, и така на така, они се Скопје и така на така. Така. Дали вие во Струмица имате кому да му го пренесете знаењето? Па сега ето, мојот зет изрази желба да дојде, па полека го спремам, па да видим. Али он изгубил време во сето тоа. Учил нешто, покушал да работи и сега се определи на тоа да дојде да научи занает, преди се да научи. Од нашиот занает е тешок, не е едноставен. Дали може би школите, еве имаме стручни школи во Струмица, дали може да воспостават еден курс, да речеме, во кој што може да бидете предавачи? Нашиот ден со курс не бив. Тоа е факт. Не, али немаме и стручни лица. Само јас во Струмица. Што ќе му покажам на тоа дете? У средните школи е 1-2 часа. Имаше у Југославија, ние ќе ја подсетиме стара Југославија или бивша Југославија. Имаше трговско се учеше, имаше занаечиско, еден ден на школа, еден ден на пракса. Тоа може да се внесе. Али тоа си треба се уште после основно. А не ние имаме обавезно средна школа, имаме ние обавезно средна школа и после средна школа он сака да работи, он сака да печаля, не да учи. Веќе он треба да се жене, он касни веќе со занает. Тука е таа релација што не оди. Така, кажавте дека повторно се враќа модата на часовниците. Дали известен период имаше стагнација? Па имаше, се појавија мобилни, се појавија преокрет од механички на
на електроника, на дигитални сати, на батеријски сати се појави па како и секој пат, секаде. Така, дали може би, која е тајната за овој занает? Дали е трпеливоста најголемиот адут кој што треба да го има секој еден сатчија? Ситниците кај нас тачно дека треба да си страплив. Живчи треба, што го викаме ние, ама и треба убаво да си го знае да не те мачи занаетот, ти треба да си го работиш. Ти треба да си го знаеш занаетот. Ако не да си го знаеш, нема мак. Ако тешко е нешто не знаеш, тога е тешко. Иначе ке си го научиш, трпливост у реду, ситници си го прават своето. Ама ако си го знаеш, всеки си дойде на свое место. Еве за некој кој што би сакал да стане сатчија, освен инвестицијата во знаењето, дали е скапа другата инвестиција во однос на набавка на потребни материјали? Да. То си е набавка си обавезно. Без ако нема резервни делови, тука немаш ништо готово, умираш. Треба батерија, треба стакло, треба каиш, треба педантност, треба се треба. Без тоа, без улагање нема кај нас. Сето тоа треба и тоа треба да биде спремен. Кога ќе дојде муштариите, одма да му одговориш. Имам, немам, а не да го маткаш утре, други ден, по-други ден. Тоа е за него е смрт. Дали преку комора сте побарале поддршка и ве сега се субвенционираат различни поддршка во смисло? Не помош. Коморта си едва га туризму функција. Га умратви, па сега турису функција. Не знам коморта колку е мокна тоа да ни помогне на нас. Сето тоа е индивидуално. Кој как сака, дали кундурджи, дали шива, сето тоа треба само. Коморта не знам колку е мокна да помогне. Иницијатива за улеснување нешто може, да речеме, да биде ученико за нас, да биде дете да дојде да нешто да се најде некој модус. Еве, пак ја подсетам Југославија. Јас бев ученико за надство. Јас бех осигуреник здравствено, а другото не ме гонеше државата мене дали јас работам или не работам. Сваќате? Мојот мајстор не беше со ништо оптеретен горе-доле. А сега јас кога ќе донесам едно дете, треба да стане утре работник. Веќе има социјално, треба плата, треба се. И он е скап, а ништо не предонесува. Он му е рано. Тоа е тај ризик што мора нешто да се реше, мора нешто да се разговара, мора да се види тие закони што се биле, што постоеле, да се дзирне, да се види да може да се тоа направи. Имаме златари, сачи кои се занати, кои можат нешто да си живеат. Кој може да си човек става, има да речеме и луѓе што сакат да инвестират, а не го знаат. Оде право бизнис, оде право трговија, оде бутик, оде сето тоа е пуно. Така. Дали со оглед на тоа што образованието, нели како беше човекот учи додека е жив, дали постојат на ниво на држава едукации, работилници на кои што разменуваат искуство? Нема, не. Се нешто што ти дојде ново, искуство старо, полека си се внесуваш идеи твои, твоја снаудливост, тука, иначе едукација нема. За нас правам бе, може би за други и за нас правам бе. Што го прави еден часовник да биде совршен? Па еден часовник да биде совршен како машина или надворешен дел? Како машина? Како машина, материјалите внатре. Да бидат оригинални, да бидат квалитетни, да бидат од убав материјал, што не регесува, што не трпе, треба да трпе потреси, треба да трпе сете тие работи за да биде квалитетен. Има си свој начин, има си изработка, има квалитетни саат, имаме саат од 10 евро, имаме саат од 100 евро. Тоа е голема разлика. Имаме од 1000 евро саат. Сето тоа се должи на материјал, на изработка, на рубини, на дали е стаклен, дали е прав, дали не е прав и така натаму. Лично што преферирате повеќе, механички часовник или електронски? Машините, механички саати се готови, умира тоа. Осим нешто тука таму се наваѓа автомати. Се е веќе готово на батерија. Али немој да сметме дека батерија е лоша. Ако не сметаме дека механите и батерија има добра, и батеријски квартни сати имаме добри. Али има една друга како да не кажеме, но неповерење према тие саати, кварцните саати. Затоа што кога се деси преокрето на самите од механички на кварцни саати,
кај нас у Македонија, да речеме, се сервирали прекупци, надкупци да донесат саат. Не донесе со квалитет, со некој обележена македонски квалитетен, сето донесе. И донесе го што е поевтино. И се деси една хаос, што викаме ние секој кварцен саат е лош. Не е лош. И сега сега веќе класифицира, като иде се усуврши фактички, имаме саати батериски кои имаме за 10 години, имаме Casio произведува сега саат за 10 години што треба батерија. Ти забравиш да остава, кога ти оставаш на рак, ти забравиш да го извадиш. И за влага, и за вода, и стакло да не издърца, и икс работи. Има ли Македонија потенцијал за развој на часовничарска индустрија, еве да произведуваме часовници? Не. Оно имаше много порано излезе нешто, се покуша меѓу републиките, извади Хрватска, извади некој имитација не имитација, него машина за отсеико, Инса, стариот производител, извади некои саати кварцни исто, машина сеикова, само до тук не стигна. Немаме традиција за тоа ние. Имаме ние традиција да го поправиме саато, од искуство, од временско. Иначе јас да речеме лично, да поправам саат знам, основата ga знаем, али производство е нешто сосема треба работи. Метал да познаваш глазура, да познаваш, сега имаме диаманти и ножеви, што треба, не смее да има толеранција. И така да, тешка работа. Така. Лично каков часовник носите? Сега носам обичен Seiko, али тоа ми е моментално на проверка, автоматик, треба да го напунем. Иначе јас имам Невада или имам Seiko, имам Dogena, имам механички саат, Мирексал, имам 3-4 дестина, имам саати. Дали може би сте некои од нив ретки? Па и ретки са. Па и ретко, имам некои джепни саати, што може би колекција да речем. Не колекција, не е неколку улема, али нешто е така интересантно. Носат ли скапи часовници струмичани? Кој е најскапиот кој што еве вака го донесле? Кој е најскап? Најскап некој имах да му скратам каиши да го проверам. Сега 4200 евра. Пред 2 дена, 3 дена. Има. Имаме млади деца што сакат, што се педантни, не трпа стакло да му издрцано. Сакат да бидат педантни, сакат да бидат и тој саато веќе у мода, у тренд, у се е убацен. Имаме ни свето големи реклами, имаме насекаде. Така. Значи, може да заклучиме дека има потенцијал во овој занает, меѓутоа треба државата на ниво преку образовни програми, преку различни иницијативи да се стимулира за младите да можат да го научат за занаетот и нормално да почнат собствен бизнес. Да, тоа е тачно. Државата. Не знам државата. Преку образовни програми. Треба имаме една друга родителка ќе дојде, вика, државата ставила една тако да заврши средна школа. И завршили средна школа веќе е касно за занает. Дете кое и вие тоа го знаете, сите ние. Не треба, тоа е мое лично мислење. И сега дете за телефоном барата, това барата, не знам, може би устранство му акало и таа фама што се е створила сега. Низ цела Европа, доде некаде, да печеле по-брзо. Татко му треба кај нас треба да се спрема татко му, треба да науча 3-4-5 години му треба за занаат. Испод барем 3 години он не може да мрдне. Татко му треба да се спрема да му отвори. Еден кундурджи треба да го не е само да го финансира. Вика, моето дете, јас треба да го турам с кредит, ако државата ме финансира, јас треба со кредит да го почне. Ја ако не оде, а времето е лудо. Лудо е. Така, ви благодарам јас за овој разговор, за минутите одвоени. Вика, модни креатор завршил. И сега не е ништо модни креатор е голема работа, нели? Треба да криеш култура да личи, треба некој да го облече, некој треба да оплати.
а ќе биде шивач или да скрати кондури, да скрати блуза, да скрати фустан, повеќе искарне да биде моден креатор. Треба да влезеш меѓу луѓе, треба да влезеш, тоа се издатоци, не е за заначие тоа. Овој сатезиден, тој е над 130 години саат. Тој е Юнхансов германски саат, купувани за свое време, у стил на Ориентот, с тие или кинески горе, али тоа е германска машина. Тоа е сега ретко, со Струмица може и дали има и друг. Тоа е случајно или како дојдело до нас. Како дојде? Донес некој го продаде и јас си го земах, си го спозвих и тога мислам ги моите иницијали горе, МТ го има горе. Јас си го ставив тоа лично. Сега имате еден друг саат. Тоа тука е веќе 790 години. Тоа е меѓу двете светски војни. Тој ми е донесен лично од Скопје да го поправам. Немало мајстори кој да го направи. Лично ми Скопје чујале го донесе да го направам. Да. И тоа е саат на мојот мајстор. Тоа е саат на мојот мајстор. Има ли интерес за дзидни часовници? Не, дзидни часовници многу ретко. Тај саат ме го донесе од мерак, си го лакерало до звонка, машината му извадена, треба да ја работиме, па да видиме дали ќе успееме. Машината му е таа, има меракли, само тоа се многу ретки. Не сакат да им чукат. Не сакат да им чукат. Другото се е кој стое, тоа е моје. Тоа е швајцарски саат, Доборес, кој треба да има мерак тоа човек да го сака. Имаме джепни саати. Швајцарски. Ети работи кој ловачки, чисто ловачки саат. Видите? Таа е чисто ловачки саат, кој треба, али тоа се луѓе кои треба го сакат и треба да со мерак да го носат. Само се годат помрзливи. Многу е ретко некој да го сака тоа. Остануваат ли швајцарците на прво место? Да. Нема премац. Нема. Кинезо си имам брз. Они голема и јапонецо со многу поголема производство, али за квалитет. Он си е на прво место, он прво браке на квалитет, тек после изглед, мода, имидж и сети тие работи. Што го прави еден саат да биде точен? Што е главниот елемент? У механички саати да биде точен, главниот елемент. Колку издржува на временски интервали, топло, ладно. Сето тоа другото е самиот метал, колку го прима топлина и ладноќа, зимно време, летно, до тело, кога се залепе и се тие работи. Прилично сложено и комплицирана наука. Па тоа е наука која треба метал да го познаваш. Лиење, калење, не само ние, ако викаме ние ковач чука, па кали, нели, на секира. И кај тоа има, тоа е метал, исто е. И кај автомобили, кај колите. Сето тоа си е процес, не е само кај саатите. А кај електронските часовници? Исто, точноста си е веќе у електрониката. Тоа е направено од фабрика, ставено, залиено, тука не смее да се мрда. Мрдање нема на него. А почне да греша, цел интегралец менеме, друго нема кај него. Тоа тука. Таа е Зенит. Таа е железничарски саат. Од 904 ли, кој година беше? 904. Да. А ова е механички, Не, 900 е механички саат. Тоа е фабрика за саат. Иницијали, тоа се работилници са биле ни Швајцарија, да речеме, кои се станали веќе у индустрија после. Иначе кај нас многу тешко тоа да се најде. Работилница за часовници. Таа и тука ја го 900 фабриката. Париз добијале у Париз некој 1900 година добијале како модел и како признание. Така. Имате тоа. Тоа е уште постаро. Тоа е гравирано злато сребро. Со порцелан. Од каде? Тоа е со порцелан. А тука ли бројчаник. Исто во Швајцар, овој руски ли? Не, тој е швајцарски, руски ги имаш тоа. Молњени Серкезов, железница. Таа е железница, знак на квалитет.
Давале за време прабивша Да. кралска Југославија, кога се започна железница, војно лице, има сат. Тој е обавен. И тоа не се е наваѓало продажба. Само се е наваѓало продажба од некој ако оде у пензија да му го земеш. Иначе не се продажба не се имало. Имало е исти квалитет, да речеме Зенит или друго трето, да, али железничарски само од железница. После излезело за време социализмо нешто се напишале од таа железница. Торили се за прочуеност. Иначе за време кралска Југославија, па не само Југославија, тоа било уопште у Европа. Шом се запослува авиација, железница, автобуси, одма добива саат за знае точно време дек се движи, што се движи, дек се наваќа. Така, тоа беше разговорот што го снимивме во работилницата на Сачијата Трендов. Ние продолжуваме со останатите содржини во Бизнис Лаб. Ете, во Сиетл, во Америка, веќе е отворена првата продавница без продавачи. Како изгледа и како функционира таа во следните минути. What would shopping look like if you could walk into a store, grab what you want? Во американскиот град Сиетл неделава е отворена првата продавница без продавачи и без редици за плаќање на купеното. Станува збор за продавницата Amazon Go, која во изминатата година ја тестираа вработените на Амазон, а сега е отворена за јавноста. Новоотворената продавница на Амазон користи низа камери на таванот кои го идентификуваат секој купувач и ги препознаваат артиклите што ги одбираат, со што се елиминира потребата од специјално исчитување и наплата на избраните артикли на каса, пренесува BBC. Сите артикли со кои купувачот ке замине од продавницата автоматски се наплаќаат од кредитната картичка на купувачот, кој пред влегувањето во продавницата мора да се пријави со скенирање на својата Amazon Go апликација на мобилниот телефон. Сензори на полиците ги додаваат артиклите на сметката ако купувачите ги земаат, односно ги бришат доколку артиклите се вратат на полицата. Концептот на продавница без продавачи и редици за чекање за наплата почна во декември 2016 година, но продавницата на Амазон во Сиетл досега ја користеа само вработените на компанијата за да се уверат дека системот навистина функционира. Се очекуваше продавницата за јавноста да биде отворена порано, но одложувањето беше неопходно бидејќи системот имаше проблеми со идентификација на купувачите со слични типови тела, односно со децата кои ги враќаа артиклите на погрешни места на полиците. Станува збор за своевидна револуција во малопродажбата, бидејќи е добро познато дека купувачите се враќаат во продавниците во кои купувањето може да го извршат брзо и ефикасно. BBC пишува дека избегнувањето долги редици за наплата на секој малопродажен синџир ќе му даде голема предност пред конкуренцијата. Не треба да се заборави фактот дека во таквите продавници не мора да се вработуваат продавачи, што е дополнителна заштеда за компаниите. Брајан Олавски, директорот на Амазон за финансии, неодамна откри дека во последниот период планираат отворање на цела низа вакви продавници. Пред крај на ова второ издание на Бизнис Лаб да погледнеме уште еден краток прилог од светот на парите. Имено 2043 милиардери во светот лани заработиле толкава сума на пари со која што за 7 пати повеќе може да биде покриена сиромаштијата во целиот свет. Каде се парите во минутите наредни?
Богаташите во светот добија 82% од целото богатство минатата година. Останатата половина од човештвото нема ништо. Ова се вели во цитираната анализа на Оксфам, кое што е и последното движење на глобалната нееднаквост. Лани стои во извештајот, на секои 2 дена бил создаван по еден милиардер, што представува највисок скок во бројот милиардери во историјата, цитирајќи податоци од Forbes и други истражувања. Во текот на 12 месеци од 2017 година, 2043 милиардери низ целиот свет го зголемија своето богатство за 762 милиарди долари, што според анализите е доволно за крај на сиромаштијата дури 7 пати повеќе. 9 од 10 милиардери се мажи. Објавувањето на студијата дојде во очи Светскиот економски форум во Давос, Швајцарија, каде што членството и партнерските трошоци изнесуваат од околу 62.000 долари до 624.000 долари, според минатогодишните проценки од организацијата. Тука секако не се спомнати трошоците за авионски билети, хотели, транспорт, шампајн, вечери, па дури и хеликоптери. Присуството на американскиот претседател Доналд Трамп, кој самиот е милиардер, зависеше од исходот и од блокирањето на владата што се случи неделава. Оксфам токму него го прозива за давање само на устни услуги за справување со нееднаквоста. Претседателот Трамп беше избран поради неговото ветување дека ќе и помага на економијата и на обичните работници, но состави кабинет на билионери и одобри закони за кратење на даноците кај најбогатите 1% од населението, се вели во извештајот. Тука е наведен и примерот на Нигерија, каде што земјата има економски раст од 10%, но исто така 10 милиони деца не се на училиште. Оксфам и Институтот Интернационален финансиски развој направија компилација од детален индекс на 152 влади и нивните акции кои одат во насока на справување со нееднаквоста, додека мнозинството не успеваат да направат скоро ништо за да се затвори јазот. Меѓу главните виновници во кризата за нееднаквост, според Оксфам, се неуспехот да се заштитат правата на работниците и затајувањето на даноците. Меѓу примерите во статијата е даден следниот: шивачка во Бангладеш, која работи 12 часа на ден, често доцна во ноќта, заработува нешто повеќе од 900 долари годишно. Оксфам ги споредуваше платите на работниците со 1,22 милиарди долари, што во 2016 година вредеа годишните дивиденди на акции на Амансио Ортега, главен извршен директор на мултинационалната група за облека со седиште во Шпанија. Ако се прашувате каде ги трошат парите богаташите, само помислете на сите луксузи од автомобили, престој, храна и летување, со кои не се срамат и да се покажат на социјалните мрежи. Поштовани гледачи, ви благодарам за вниманието со кое ја следевте оваа емисија на Бизнис Лаб до следниот четврток, до следното наше дружење. Останете во добро расположение. Пријатно!